Добро вечер. Наш вечерашен гостин е доктор Павлов. Така. Докторе, како сте? Супер, вие како сте? Одлично. Доктор Павлов работи како доктор во Франција, поточно во Париз. Докторе, разбираме ние. Франција си е Франција, Париз е Париз, Шанзелизе, Версај. Меѓутоа ќе се согласите. Македонија си е Македонија. Да, се согласувам. Дома си е дома. Па зошто не си останавте дома? Затоа што, за жал, немаше услови. Деде, толку ли е лошо кај нас? Па видете, вака, само што завршив медицина, се вработив во брзата помош, работев 12 часа, земав плата од 14.000 денари. Добро, меѓутоа, можеби во тоа време 14.000 денари вределе. Така? Да бидеме сериозни сега. Мислам, потоа се вработив и во приватна ординација, каде што платата ми беше 18.000 денари. Кога сме на тема приватна ординација, имам подготвено едно изненадување за вас, докторе Павлов. Ајде да видиме какво изненадување. Ја поканувам втората гостинка за вечерва. Тоа е една наша позната докторка, се вика Оливера, во градов е многу попозната како Оливеира. Ајде, Оливеира! Еве ја вашата докторка. Добар ден. Добар ден. Драго ми е, господине Павлов. И мене ми е драго. Како соработувавте со доктор Павлов кога беше во вашата ординација? Па прекрасно соработувавме. Доктор Павлов е одличен доктор, ама беше амбициозен. Мојата ординација му стана тесна. Така е, и сакав да се вработам во болница. И конкуриравте ли во болница? Па ми побараа 5.000 евра за да ме примат. Докторе Павлов, се извинувам што ќе ви кажам дека не ја говорите вистината. Молам? Го поканувам. Мојот трет гостин за вечерва, тоа е доктор Јане Закинтовски. Докторе Закинтовски, повелете. Здраво, здраво. Здраво. Кажете, докторе. Па вака беше. Младиот доктор Павлов конкурираше Да. и јас во него гледав голем потенцијал. И му реков, нема проблем, ќе те вработиме, но за тоа ќе треба да одвоиш 5.000 евра. Така ли беше, докторе Павлов? Така беше, да, така беше. Е, кога му го кажав тоа, веднаш му се скисели фацата и мене ми падна жал. А тој ден ми беше баш роден ден и му реков, момче, не се секирај, еве ќе ти дадам попус. 4.500 евра и ќе те вработиме. И јас си заминав. Ама зошто сте заминале? Тоа е благороден гест. Скандалозно. И тогаш сватив дека младинава ни е многу егоистична. Спремни се да те згазат кога им ја даваш душата и гајле да немаат. Колку сте ме разочарале, доктор Павлов. Значи, човекот ви дава 500 евра попуст и вие не го прифаќате попустот. Згоре на тоа вртите грб и заминувате без да честитате роден ден. Па срамота е ова. Скандалозно е ова. Дали вие се слушате што зборувате? Па дали сте вие нормални? Вие не можам да го слушам ја ова. Си одам. А преку тасе ако си одиш. Па голема работа. Ќе плачеме за тебе. И поздрави и таа твоја Франција, поздрави го и Макрон, поздрави го и францускиот предлог. Уште еднаш да заклучиме. Младите во оваа држава се неблагодарни и се егоисти. Почитувани гледачи, ја гледавте емисијата Бегајте, бегајте, ама еден ден ќе не молите да се вратите. Пријатно и дојдување. Пријатно.